Кумановските љубители на музиката утре вечер во Центарот за култура ќе имаат можност да слушнат обработки на традиционални македонски композиции во изведба на дуо Скупи. Проектот е поддржан од Министерството за култура, информира директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Сашо Тодоровски. Концерт на дуо Скупи, тоа е виолина и флейта, навистина убав дует, музичари од Скопје кои ќе свират традиционални македонски песни во нивна обработка и ги очекуваме сите заинтересирани кумановци утре да дојдат во фоаје на Центар за култура. Започнуваме во 19 часот, така да се надеваме на една убава музичка вечер. Како и секоја година, традиционално изложбата Карпино се организира во среда, свеченото отварање ќе биде во 19 часот, по повод денот на градот, 11 ноември. Исто така и тука ја покануваме публиката, ги повикуваме гостите и уште еден проект кој би сакал да го најавам сега, изложба на народни носи во петок во 13 часот. Тоа е проект од Министерството за култура. Ансамбл Македонија го организира ревија на носи од шопско-брегалничка етнографска целина. Навистина тука ќе има публиката да види можност навистина професионални, уникатни, изработени модели на носи кои ќе ги продефилираат од Ансамбл Македонија. Со активности продолжува и актерската екипа од Театар Куманово. Како што соопшти директорот Тодоровски, започнати се подготовките за новата детска представа Волкот и трите прасиња. Во моментов се одвива првата проба на новата детска представа Волкот и трите прасиња. Се надеваме дека од 15 до 20 декември треба да излезе премиера на таа представа и очекуваме дека навистина тоа ќе биде еден нов продукт, нова представа на Театар Куманово со кој ќе бидат задоволни најмалите во Куманово. Премиерата ќе се одигра во просториите на МКЦ или во Занаетчискиот дом со кој што установата има одлична соработка, а во меѓувреме тече и реконструкцијата на Театар Куманово.